Денеска се вклучуваме од општина Ѓурче Петров со цел да ја најавиме големата еколошка акција која што ќе се случува на 6 мај. По тој повод го најавувам во продолжение и мојот гостин, градоначалникот на општина Ѓурче Петров, Александар Стојковски. Добро утро и добро дојдовте во утренски брифинг. Добро утро, добро дојдовте во општина Ѓурче Петров и со задоволство повторно снимам утренска емисија со вас. Имаме нови работи кои што се важни да ги споменеме за гледачите и најнапред би сакала поводот за денешното гостување оваа еколошка акција да ја споменеме. Ќе се случува, како што кажав, на 6 мај. Меѓутоа, што ќе упати, дали ќе биде еднодневна или повеќе дневна, кој се може да се вклучи? Така, па за оваа акција за прв пат се спроведува во општина Ѓурче Петров и оваа година во споредба со минатата, има многу поголем број на општини, вкупно 21 општина се вклучија во акцијата. Со задоволство прифативме поканата од страна на организацијата Men and Mountain да се вклучиме во оваа еколошка активност која што ќе трае во викендот од 6 до 8 мај на различни локации во Република Македонија и апсолутно сметам дека тоа беше потребно за да подигнеме свеста на локалното население во делот на животна средина, во делот на рециклирањето. Главната цел е токму ова што го кажа во последниот дел, а тоа е да ги стимулираме луѓето да рециклираат што е можно повеќе. На овој начин општината Ѓурче Петров во оваа акција ќе биде опфатена во период на 6 мај, тоа е петок, меѓутоа и посебна екоакција ќе имаме на 7 мај во реонот на село Кучково, односно во делот на рекреативниот центар околу местоста викана Крст. На 6 мај во петок од страна на општинската администрација која што ќе се вклучи активно во цела оваа акција, ќе гледаме да ги вклучиме тука и училиштата со детските градинки, дополнително Сдруженијето на пензионери, како и секој еден граѓанин, еден активист од локалното население ќе може да се вклучи во акцијата. И имаме одредено 3 точки за собирање на отпад. Едната ќе биде во населбата Хром, во делот кај фабриката Купром, втората ќе биде во населбата Даме Груев, во делот кај зградите, односно поточно бројот 50-52 во тој дел каде што најмногу ни се собира смет, и третата локација ќе биде во делот на местноста викана Јурија во Ѓурче Петров. И на овие точки за собирање на отпад ќе бидат поставени наши екипи од општина Ѓурче Петров и од волонтери кои што ќе бидат вклучени во текот на акцијата. Ќе бидат поделени кеси за рециклирање на отпад, ќе можат граѓаните да го донесат сметот кој што го имаат од дома собрано и дополнително ќе може да бидат вклучени во самата акција, да не изнесуваме само од дома, него да зачистиме малку и во животната средина каде што живееме и каде што припаѓаме, и тоа е главната поента на оваа акција, да тргнеме од нашите домови, од нашето место на живење, со цел да дадеме еден позитивен пример како треба да се грижиме понатаму за животната средина. Така, споменавте да се селектира и рециклира отпадот. Има ли доволен број садови за селектирање низ општината поставено? Па во општина Ѓурче Петров моја констатација е дека нема, и еве ова ќе биде иницијална капи следна за да работиме во таа насока повеќе. Заедно со оваа акција се изведува, морам да напоменам, во заедничка координација со Пакомак и со Пивара Скопје, кои што се вклучени во делот на изведување на овие активности. Ние требаме како општина многу повеќе да работиме во овој дел и така да еве ова нека биде иницијална можност за соработка понатаму со сите компании во делот на рециклажата на отпад кои што се заинтересирани да оствариме соработки и да поставиме што е можно повеќе контейнери од ваков тип на територија на општина Ѓурче Петров. Ја споменавте пред малку и местноста Кучково. Знам дека неодамна таму започнавте и со една градежна активност, односно за разубавување на тој дел. Како се одвиваат таму активностите? Почнавме, точно е тоа. Тоа е еден прекрасен проект во делот на рекреативниот центар Кучково на местото викано Крстот. Почнавме со реализација на фаза 1, тоа е училница и партерно уредување на самиот локалитет. Ќе биде изграден мал амфитеатар за отприлика негде околу 320 луѓе во тој дел. Дополнително ќе уредиме површина од 5.500 метри квадратни, од кои 1700 метри квадратни ќе бидат хортикултурно уредени, ќе има и 2200 метри квадратни
пристапни патеки, пристапни рампи, конечно ќе обезбедиме мобилни тоалети во тој дел за посетителите, бидејќи тоа место е многу посетено. Ќе работиме во насока на развој и актуализација на истото. Тоа е она што се случува во моментот во делот на Кучково, а во многу брзо време ќе надоврземе уште еден проект кој што ќе го реализираме преку Скопски плански регион со кофинансирање на страна на општина Ѓорче Петров во тој дел, а тоа е изведба на нови пешачки и вело патеки, со што дополнително ќе дадеме на значение и Кучково ќе биде еден прекрасен рекреативен центар, многу подобар од било што имаме до сега во делот на градот Скопје. Кучково е уште еднаш ќе го споменам, беше изминативе години препознатлив по манифестацијата за 1 и 2 мај и тоа традиционално војничко гравче ќе се одржили оваа година со оглед на тоа што минатите години не се одржуваше поради пандемијата. Па да, за оваа година беше планирано, но сепак поради градежните активности кои што се во моментов и не ни дозволува да имаме активности од помасовен карактер во тоа. И оваа година нема да се одржи, но другата година таа традиција сакаме да продолжиме. Не само со војничкото гравче, таму пред се беше основа традиционалните игри, собирање на локалното население, бидејќи во општината Ѓорче Петров има голем број жители кои што се на овој начин по потекло од селото Кучково, ги почитуваат традициите и сакаат да се присутни на такви настани. Меѓутоа и оваа година пандемијата се уште официјално да речам не е стигната, но сепак поради градежните активности кои што се интензивни на тој дел и ради безбедноста на посетителите, оваа година ќе го прескокнеме, а другата година ќе имаме посериозна да речам организација на тој дел од настаната. Така би сакала да го споменам и оној проект кој што беше одобрен од Советот на град Скопје за реконструкција на 20 улици во општина Ѓорче Петров. 24 се извинувам. Каков е интензитетот на работа? Започнавте ли со реконструкцијата на овие улици? Па да, беше донесена одлука на Советот на град Скопје минатата недела за меѓуопштинска соработка помеѓу општина Ѓорче Петров и градот Скопје. Целата сума на проектот е негде 25 милиони денари што ќе окофинансира општината Ѓорче Петров. На наредната седница на Совет ќе поминеме и ние одлуката како Совет, пошто ќе пристапиме кон потпишување на договор и реализација. Морам да истакнам дека е многу битен проект за нашата општина во услови кога сме економски многу слаби. Голема е поддршката од градот Скопје кој што доаѓа, бидејќи на овој начин ние рачунете да изградиме 24 улици со нивните приклучни краци и дополнително на ова, тоа е негде во вкупна должина од приближно 5000 метри, со што ќе опфатиме еден голем обем и како што најавивме во кампањата, Ѓорче Петров без кал кампањата, ќе ја терам интензивно сите години од мандатот. Се надевам дека до крајот на завршување на мојот 4-годишен мандат дека веќе ќе го немаме тој проблем, со кој што сум свесен и со кој што се соочуваат жителите, посебно во руралните делови на општината Ѓорче Петров. Дополнително и со наши собствени средства од буџет, околу 4,5 милиони денари, ќе изведеме улици кои што не беа возможни да се офатат со оваа акција. Ќе ги изведеме тие со средства од нашиот буџет, така изведуваме и улици во урбаниот дел на општината. Така да и покрај целата ситуација со која што сме оптеретени со енергетската криза и со непредвидените трошоци во тој дел, ќе смогнеме сили, мораме да го направиме тоа во интерес на граѓаните, да делуваме силно во делот на инфраструктурата. И некаде пред крајот на разговорот би прашала и околу детските паркови, односно забавните игралишта на територијата на општина Ѓорче Петров. Неколку пати до нашата редакција писмено се обраќаат и граѓани кои што велат дека недостасуваат или тие што ги има се во лоша состојба. Па од првиот момент од кога започнавме со мандатот, започнавме со да речеме со уредување на тие што се веќе постоечки. Имаме ново детско игралиште во населбата Даме Груевка, улиците кај изградите 50 и 52, кое што беше започнато, беше останато така, не безбедно беше за дечињата. Еве го отворивме детското игралиште во Волково, Пржина, целосно го саниравме, да речам, во еден дел, во Дексион, веднаш до Житомир
маркетот го обновивме, во преговори сме со повеќе донаторски куќи да ни овозможат да поставиме и на други локации вакви детски игралишта, но би апелирал и до местното население на малце поголема одговорност во делот на детските игралишта и воопшто во општествениот тимот, повеќе да се внимава, да се зачуваат, ние нештото ќе го направиме, но сепак голема одговорноста на жителите тоа да се зачува понатаму во добра кондиција и да трае долго. Градоначалник, јас тука некаде ќе ви заблагодарам за денешното учество во Благодарам, Тилски брифинг. Има уште многу теми, меѓутоа времето нас толку ни дозволува. Се надевам ќе имаме можност да останатите теми и во друга прилика да се видиме. Ви благодарам многу уште еднашка на посетата. Уште еднаш ќе потсетиме дека викендот 6, 7 и 8 мај ќе се случува тука голема акција, еколошка акција. Сите граѓани кои што живеат во Ѓурче Петров и доколку се во можност нека се придружат, меѓутоа да не бидат еколошки освистени само овие 3 дена, туку така да продолжат и да живеат.